Несекојдневен настан од културата и тоа промоција на две книги напишани од брат и сестра ќе се одржи утре во конференцијската сала на Домот на културата. Во 19 часот предвидена е започне промоција на книгите Камен на времето на Сара Петковска, ученичка во 5-то, и Стрела на смртта на Стефан Петковски, ученик во 8-о оделение. Изворедно четиво приказна за девојчето Тина и нејзините другарки кои се патници на едно невообичаено патување. Читајќи го првиот објавен ракопис на Сара, читателот е во постојано исчекување на следните чекори и решенија до кои децата доаѓаат при нивното патување. Стефан Петковски пак е автор на Седмиот самурај, роман чија промоција се одржа пред половина година. Сега го издаде својот втор роман Стрела на смртта, крими детективски роман во кој преовладува психолошката игра во решавањето на криминални случаи по примерот на познатите светски криминални серии и книги. Пред одржувањето на утрешната заедничка промоција со младите автори Сара и Стефан Петковски снимивме разговор за вестите на телевизија Прото. Кажи ни, Сара, ти од кога почна да пишуваш? Почнав од второ оделение, но тогаш пишував некои кратки сказни, а во трето и во четврто пишував една книга која може би беше подолга и од Каменот на времето, но таа не беше објавена. Каменот на времето, многу интересен наслов. Кажи ни, што се раскажува во оваа книга, за каков камен станува збор? Ајде. Се работи за три девојчиња, Тина, Мила и Евгенија, кои ќе патуваат низ времето заедно со часовникот кој ќе го најдат на плажата во Охридското езеро. Кажи ни ти, од каде црпиш инспирација? Што ти инспирира за да ја напишеш книгата? Има некои делови што се сетени на нешто што сум прочитала на книгата, но е и плод на мојата фантазија. Ти си ученичка во 5-то оделение, така ли? Сега ќе бидеш 6-то оделение. Кажи ни, кој ти помагаше, бидејќи навистина си малечка, за да создадеш еден вакво четиво, нели? Така кажува рецензентката на книгата. Кој ти помогна да ја напишеш книгата, да најдеш инспирација, да дојдеш до печатење на книгата? Еве денеска во рака да ја држиш, така речено, Каменот на времето. Бидејќи ова е мојот прв објавен ракопис, за уредувањето ми помогна мојата мајка, но добив и мали совети од мојот постар брат. Кој што веќе заедно со тебе утре ќе има промоцијата на неговата втора книга, така ли? Стефан, ајде да те видиме тебе, не си непознат на пробиштивската публика и на гледачите на телевизија Протел. Еве денеска во раце го држиме твојот втор роман, Стрелата на смртта. Имаш многу интересна корица, многу интересна илустрација, значи на која што стои насловот на книгата и потпишено, нели, од твоја страна. Кажи ни, Стефан, какво е чувството кога сега во рацете ја држиш твојата втора книга после Седмиот самурај, чија промоција имавме некаде пред 4-5 месеци? Чувството навистина неверојатно да си има издадена втора книга и многу сум среќен бидејќи гледачите може да читаат мојата втора книга. Што се зборува сега овде, ако за Седмиот самурај, нели, зборувавме, кажуваше и ти во интервјуто, можевме да чуеме и горе на промоцијата, што можеме да прочитаме, оние кои што ќе ја земат во рацете Стрелата на смртта? Во книгата се зборува за еден серијски убиец гонен од FBI, но секако дали успеат да го фатат, за тоа ќе треба да прочитате книгата и да дознаете. Кажи ни какво е искуството од првата издадена книга, колку тоа помогна во издавањето на втората книга? Помогна, бидејќи по издавањето на првата книга сега сум и поискусен и повозрасен, полесно можев да искажам мојата мисла на лист. Што да очекуваме во иднина, Стефан? Што пишуваш, дали веќе работиш или летен распусте, Стефан Петковски може и да одмори малку? Сега моментално не одмарам, туку пишувам ново дело. Делото се зборува за областа 51 во пустината во Навада во Америка. Таму во делото се раскажува за тајната корупција во владините организации и владењето на моќ.
Каде можете еве додека да го напишеш третото дело и да очекуваме третата промоција на твојата трета книга? Кажи ни еве каде може да се најдат книгите и Стрелата на смртта и книгата Каменот на времето на твојата сестричка Сара, како можат гледачите да дојдат до нив да ги прочитаат? Еве јас наискрено Каменот на времето е книга која што се чита во еден здив, ја прочитав значи за некој си можеби половина час. Твојата книга не успеав цела да ја прочитам, меѓутоа малку е потешка за читање, бидејќи Сара е ученичка во пето, рековме ти си веќе 8 оделение. Каде можат да се купат за да еве некој на раат земите си ги прочита книгите? Не спомнавме дека се работи за еден детективски роман кој што нели на секоја страница кога ја читаш веќе наредната е ново исчекување што ќе се случи, како ќе се случи. Па книгата може да се купи по онлайн порачка од нашата веб страница или да се купи од сите книжарници во Пробишти по промоцијата на 27.5 на 27.6 2025 година. Сара, кажи ни ти како ќе си го поминеш летниот распуст, ќе одмараш ли, беше ли на одмор, ќе пишуваш ли и ти? Па да, ја пишувам сега втора книга. Ајде бе, и каква книга, што ќе се раскажува во таа Да се книга? каже, таа е втор дел на Каменот на времето. Дали за истите другарки ќе стане збор, за истите девојчиња? ликови. Сега ќе одат во некоја наредна авантура, така? Па, Да не откривам, нека остане тајна. Така? Да. Е така. Стефан, ти пишуваш рече летото, меѓутоа сепак нели? Сепак ти си дете, сепак ти си ученик, како ќе го поминеш летото, сем пишувањето? Па ќе одам на одмор, со другарите излегуваме. Така. Ајде еден повик за утре, во колку часот промоцијата, кој се треба да дојде? Утре во 19 часот мимо било кој може да дојде. Така, во домот на културата. Сара, има ли возбуда кај тебе, кажи не? па да.